nešto konkretno. Добре ми дојдовте. Јас сум во хотел Лимак, вие сте на Телма, а ова е нешто конкретно. Денеска ве поздравувам во специјалното божикно издание. А нашата денешна тема е како се станува бренд во Македонија. Дали брендот го прават медиумите, публиката, дали брендот го прави неговиот тим или пак за брендот е задолжен самиот човек. Ако бренд по дефиниција значи исполнување на очекувања, тогаш чии очекувања брендот треба да ги исполни? И дали има вистина во тоа дека на брендот многу полесно му се простуваат и недоследностите и грешките? Дали потврдата дека си бренд е во бројот на публиката, во скандалите, во заработката или пак во цитатите можеби? Дали брендот има рок на траење? Ги немаме многу луѓе брендови во нашата држава. Па токму заради тоа одлучивме ова божикно издание да биде специјално. А како влез во новата година, ќе ги разработиме сите теми кои што ги зборувавме во изминатата година и ќе провериме дали брендот ќе ги исполни нашите очекувања. Бренд си кога твоето име и презиме го знае секој човек во државата. Бренд е кога секој човек видел, слушнал или прочитал некое твое дело. Бренд е кога се вртат мистерии, легенди околу твоето име. Бренд си кога за тебе нема компензација. Бренд си кога ти си прв на врвот, па неколку празни места е вториот. Игор Џамбазов, амбасадор на сопствениот бренд, кој секогаш има да каже нешто конкретно. Само нека прозвучи nešto konkretno. Здраво, Снеже. Здраво и драго ми е дека дојде. Обично те нарекуваат жива легенда, јас одлучив да те нарекувам бренд. Добро, сега вак. Бидејќи е нели период на инфлација, па не знам, се менува, останува истото пакување, ама внатре содржината е различна, така ли? Или пак се менува тежина, грамажи и така натаму. Можам ли да проверам дали разговарам со вистинскиот бренд, да не си се ребрендирал меѓувреме? Може? Може. Прво, да ми кажеш висина, тежина, години и колку стента имаш? Немам ни еден стент, имам периферен байпас. Се предпоставам дека тоа е нешто различно од стент. Да, имам периферен байпас. Роден сум на 15 јули 1963 година, висок сум 183 сантиметри, тежок сум сега во моментов од како ме отпиша од планинарското 107, а во Жива планинарското достигнав до 95. Добро. Што друго те интересираше? Диоптер. Матичен број 150796345. Добро, диоптер. Понатаму не смеам. Диоптер? Диоптер, на левото диоптрија 0. Сега бев кај маса диоптер, значи 0, живо е окото, а ова го оперирав и прогледав, да ти кажам, Снеже. Овде имам сега мало, но и очила носам такви, немам веќе проблем со тоа, пишувам пораки во телефон, работам на лаптоп без очила и тоа го сметам за голем напредок. Добро, и тоа што зборуваш за четворица, затоа што обично емисијата ми со четворица, исто потврдува брендот. Ќе ги гледам јас сите, овој Сите поред. раперот, старлетата и ова гостинката од Романи. Сите поред, добро. Ајде, проверка значи на брендот. Дали Петре Прличко ти е дедо или ти е награда? И дедо и награда. Добро. Ама знаеш како? Награда од Господ е дедо да ти биде Петре. Сега како да го формулирам? Тоа е одлично кажано. Игор Атанасовски ти е прв братучет. За жал не. Би сакал да имам такви први братучеди. Мојот прв братучер се вика Саше Гиров и живее и работе у Штип, а мојата прва братучетка се вика Цветанка Гирова и живее со своето момче Владо во Глазго во Шкотска. Само- Ја имам само двајца први брчеди. Иначе Игор Атанасовски го знаат како? Горухаре, битолчанец, роден во Свети Николе, живее во Скопје. Не ти делува сомнително тоа? Многу сомнително, уште па Многу. Игор се вика. Добро. Наброј ми ги сите населени места во општина Дојран. Бре, колку тешко прашање ми удри сахти. Ај сите ги имам тука запишано. До границата е Сретеново, во кое сега престојувам. До него е Стар Дојран, до Стар Дојран е Нов Дојран. Преку Трупа е Николич, па го имате Ѓопчели, па го имате Црничани,
па го имате дедели, до фурка. А чаушли? Чаушли ти да одиш, чаушли јагне ако ти треба или јаре да одиш во чаушли. И Чаушли? кемал да го бараш и најквалитетно ќе ти даде. Чаушли, добро. А и органџали. Органџали. Викаат дека брендот, човекот бренд е обично пријатен за очи и за уши. Дали си ти пријатен за очи и за уши? Па сега веќе. Не. Не. Па мислам, знаеш како сега. Ако ќе ми речат некои кандидатки од моето време кој ќе ги сретнам сега, колку сум била заљубена од тебе. Знаеш. Па ќе видам истиот ден стара фотографија моја или видео и ќе речам, па јас сум бил стварно убаво момче. Ако малце носот проблематичен од приличко или линијата, ушите малко, но јас сум имал некаква живост, некаква. А сега веројатно таа ја нема повеќе таа близко затоа што они мене сега ми приоѓаат како на чичко, а не како на дечко. Разбирате? Што не ти приоѓаат како на дедо, добро е. Има и такви, но јас, како да ти кажам сега, јас се чувствувам кога да имам 25. Сериозно, се уште, ти преска ме праша за улица, луѓе, ја уште уживам од тоа. Уште живеам како да имам 25. Кога ме препознава на 25, се радував исто како што се радувам сега. Да, сите што ќе ти кажат дека леле тоа, она 1,5 плейбек снимила, она не можела уверо да иде ја препознава или морала наочари да стаи и чуда. Да, а јас од Сабајле бев во скарана кило јадев кебапчиња, по улици се сликав со луѓе на клупи, овде во хотелот, напред. Ми покажуваат стари фотографии. Една девојка пред некој ден, додека седев во пицеријата, ми ја извади книгата. Вика, само ти кажам дека ја носам со мене. Една од книгите, викам да ја потпишам. Може ќе го сретне некаде. Се уште уживам во тоа, знаеш, и кој ќе ти каже дека не ужива, те лажи, чупе. Добро е, сега кога зборувавме, нели, со кого се дружиш, што е поважно во животот? Изборот на партнер или изборот на пријател? Кој повеќе го формира вистинскиот човекот? пријател ти е пријател до крај. Ретко такво вистинско пријателство може да згасне, а како што гледаш љубовта. Час ја има, час ја нема. Јас имав нешто што во книгите го нема, ако земам се во љубовни книги. Таква врста на наплив, на љубов, на среќа, на страст. И од сето тоа остана пар фотографии, неколку поетични размислувања, една песна испод, но сепак остана нешто. И никош нема да чуеш од мене лоша работа за таа жена или за таа врска, предпоставам и од нејзина страна. Нашето беше баш како на филм. Значи, ние сме во најголема љубов, а нема да бидеме заедно. И ја ќе живеам со тоа до крајот на мојот, мене ќе ми треба долго време јас да ја избришам Илинар од главата тоа. Мислиш дека нема шанси пак да се вратите? Па, на 60 години мора да бидеш практичен и реален. Нели, ако таја се враќа во Америка уште 2 години, таман кога ќе се врати, ќе одам во пензија сега. На пензионер не му личи да има женска. Како не? Не му личи снеже. Праша ги жените на пензионерите. Тогаш одма се преоѓа во друго, значи од женска на жена. Знам, толку силно беше тоа, како емоција, како начин на живот се изменив јас. Се деформирав, ама на подобро. Ја бев деформиран, па се исправив, како пластелин некој. Оздравев, добив волја за живот, мотивација за работа, се. Сега не велам дека тоа ми испласна. И затоа имам таков однос. Знаеш, кога човек ќе преживее многу работи во животот, не се запира премногу на нешто што веќе го поминал. Знае како оди тоа. Шемата му е усогласена некаде во некоја мозочна келија. И на крајот на краиштата не е крај на светот. Остана една ако не видиш нас двајца денеска да правим обед, ќе почувствуваш дека тука се уште има нешто. Но, ете така, разумот понекогаш ја победува љубовта, за жал. Значи имам една идеја. Нели ставаат на црна листа, сега е актуелно тоа кој може во Америка, кој не може. Да ургираме, да ја стават на црна листа, да не оди во Америка. Јас мислам дека неа кај да ја фрлиш, она ќе се снајде. Ако нема карпа, ќе ја изгради карпата. Ако нема универзитет, ќе го основа. Таква е амбициозна и јас сакам такви жени, затоа и бевме заедно. Добро. Сега имав една тема за скромност. Ти како ќе ја дефинираш скромноста во денешно време? Дека тоа е доблест или тоа е мана? Апсолутно дека е доблест, апсолутно. Јас се сметам себе си за скромен човек. Што значи тоа? Никогаш не ги почнувам речениците со зборот јас.
живеам со 500 денара на ден у дојра, кога можев да имам Ламборджини и јас возев Марути, кога можев да одам на одмор на Малдиви 4 месеца, ја одев 4 месеца у Пекчево на Римникот. Значи, тоа е скромност. Скромност е кога ти е незгодно да зборуваш за себе. Да, но може да ти се похвалам дека јас сум позната личност со најмалку хейтери во Македонија. Тоа јас ти го тврдам. На Инстаграм за 4-5 години дали имам блокнато 2-3 заради тоа што навредуваат. Значи, ти имаш право, јас сум барем, мене ми е отворен профилот. Може кој било да напише. Значи, кога јас нешто ќе изрецитирам, од Петре Андреевски, од Данте Поповски до јас знам дека тоа добро го правам. А он ми напишал пијандуро. Значи, тој е несоодветен коментар. Значи, ме навредил. Си дошол кај мене во дневна соба, јас сум те почестил кикирики, а ти ме навредуваш. И има едно плаво, се вика Блодскет пишува на него и тоа много е просто. Много просто. Кој ти ја дал најконструктивната критика во животот? Па мајка ми, веројатно. Мајка ми, кога имав, да речеме, 30 на години, ми кажа дека тоа што луѓето те сакаат и те познаваат по улица, не значи дека си добар глумец. Вака ти кој ти го каже тоа мајка, баш како колешка, си викаш ла. И тоа не го прифаќав баш толкова, ама од сегашен аспект, еве за тоа правиме мовет. Што е популарност, а што е квалитет. Е така. Нели, оти ти имаш и блуз, ама имаш и турбо фолк у Македонија слушаат. Таа болката, турбо фолкот. И мислам дека се обидов да не бидам од оние што се пробале во животот, а во ништо не успеале. Туку некако она ме научи во тие критични години, кога од момче стануваш маж, да почнам да ги канализирам работите. И јас до ден денес почитувам тоа да имам само едно нешто во денот. Значи, едно снимање, едно интервју, еден настап, но сега Божик, но допред Нова година, секој ден по 2-3 Дедо Мразот доаѓа и не се чувствувам добро. Прво не се чувствувам добро затоа што не сум во трка, дека јас морам да заработам толку пари и не знам што. Здравието веќе не ми е исто како што ми беше сега. Свиревме на площадна минус. Пеам блуз со дзиври. Еве ти наслов на нова песна. Дзивра блуз. Дзивра блуз, готово сме осмислиле. И уште едно прашање од оваа тема, значи, што ти е тебе поголема потврда во однос на тоа дека добро нешто правиш? Тоа што ги ти честитаат луѓе од таа бранша веќе докажани или кога нема да ти честитаат или на пример нема да се појават големи писатели кога тебе те прогласуваат за најчитан автор? Тоа дедо ми Петре, тоа можеби сум го кажувал тоа. Кога нешто ќе изработев на премиера кога ќе го донесе, и така и јас трчав кај него и викам: "Дедо, како бе?" Он еле: "Добар беше." И сега ти во овие два збора се ти кажува, се ти кажа, добар беше, ама не беше добар, како што треба. Да, и он ми давал некакви конструктивни согледувања на тоа ја што играм, како треба се движи мојата кариера, какви улоги би ми одговарале, но него не го послушав баш многу, бидејќи тој веќе беше во пензија, веќе не играше во театарот и веројатно сакаше колку да се рече дека одиграл некаква улога во создавањето на мојата кариера. Не, напротив, он дури ми викаш: "Немој да одиш таму, немој да снимаш со тие. Не ти треба тоа." Го послушав само за македонски приказни. Ете. Дедо ми и јас не сме се појавиле во ниедна македонска приказна, затоа го послушав, сметав дека тој филм мене не ми е потребен и денеска кога ги гледам македонските приказки. А можеше царот да бидеш. Па не мораше, си имаше цар. Да. Добро. Ај сега да одиме нешто на поведро, имам значи предизвици Ова беше тажно, демек. Не, поведро разиграно, пошто имам предизвици во емисијава секогаш. Морам сега. За четворица гости ми одговараш, така да ќе видиме во која. Мислам дека до сега си соработувал само со 3 жени, редовни соработки имаш од типот ководителки или во представа е Весна Петрушевска. Значи ги имам тука. Ја така ги сум. Ајде да ги видиме. Значи Маријана, Натали и Весна Петрушевска. Така, има некоја друга? Па, Ирена Спировска, на почетокот на бингата во Македонија. Не само што водевме заедно бинго, туку водевме една голема летна серија, се викаше Летен езерски бран. Не знам ли се сеќаш ти на тоа, кога одевме по хотелите на Охридското крајбрежје.
правиме селски Ама некако пријем. вие ми оставиле впечаток овие подлого три се време. најдолго со кои сум. Најдолго, добро. Сега треба да избереш. Сите три Една авиона. од нив, да. Една од нив во однос на тоа во каква ситуација ќе те поставам. Ајде. Добро, значи вака. Одбери Маријана, Натали или Весна Петрушевска. Весна беби прво да ја откачим. Чекај да видиме. Значи, која од нив три ќе ја одбереш за да те облече за сликање за Playboy? За Playboy? Што ќе ме облекува за Playboy? Нема што. Но ја ќе ти кажам, нема ти кажам која најубаво се облекува, знам која најбрзо се соблекува. Кажи. Тоа е Весна Бејби, ама тоа е професионална деформација во театар. Ти доаѓаш, завршил представата и имаш сега те чекаат у бифето колеги. Да те пофалат колку си била добро представата, ти не знаеш како е тоа брзо облекување. Добро. Да, ние сме царови глумците и за брзо соблекување и за брзо облекување. Значи, кој ќе ти ги бира боксерките за насловната на Playboy? Весна веќе ми има бирано боксерки во мојата богата кариера, така да. Добро. Да. Која од овие три ќе те држи за рака додека ти зимаат крв? За жал пак Весна. Мандре! Па знам дека она ќе биде сега. Јас би сакал да биде Маријанчето за десната рака да ме држи, а Натали за левата рака да ме држи. Добро. Но пак ќе биде Весна и тој се случи да ти кажам право. Сега вториот пат кога имав здравствениот проблем кај Жан Митрев и кога ги отворив очите, мислев дека ќе го видам Господ или барем Паско Кузман со саатите горе дека ќе бидам, ја видов Весна Бејби, разбираш. Тоа викам, не знам колку е добро што се разбудив. Добро. Која од овие три ќе ти напише рецензија за книга или во која имаш доверба да и дозволиш да ти напише рецензија за книга? Пак Весна. Море! Па зашо сум ги ставила овие Ја три? Весна и писателка и се, па нема да дадам да А ми на другите? рецензира Натали, нема време прво. Добро. А Маријанчето како инфлуенсерка, па она ради од 6 ујутру до 9 увече. Само се слика, само се фотографира. Па еден рилс да ти направи рецензија, рилс. Не, одиме понатаму се за книги. Добро. Весна се знае. Весна и ми пишувала рецензии меѓу другото за некои мои трудови. 3-0 за Весна. 3-0 за Весна, Добро. бо никој не го очекуваш. Не. Значи, која од овие три ќе одбераш да ти биде во спот, а со неа треба да се бакнуваш додека го снимате спотот? Па тоа ќе да биде Маријанчето. Добро. Да, и да заиграме заедно. Добро. Ние инфлуенсерки. Мислев нема спас, добро. Да. Добро, на која од овие три ќе и довериш да ти биде личен шофер? Најдобар шофер меѓу жените што јас ги познам е Натали Грубовиќ. Не знам сега дали како мајка има помалку шанси да вози ова, но Натали имаше и тоа такви бесни автомобилчиња, додека беше бингото и баш знаеше да вози така и да Нацо шо правиш бе, чути бе, ајде. Наца ја знае сите, нели? Добро. Натали дефинитивно да биде шофер, а и ја нејзин. Добро. Во секое време. Да, имаш возачка? Лична карта немаше? Имам возачка. А лична карта не, имаш? такви дезинформации да не шириш. Де? Пред 3 месеци имам и Кажи. пасош, и возачка, и лична карта. Со северна. Со све. Добро. Да знам, потврдено. Со све. Океј. И последно, кој од овие три би дозволил да ти биде пиар? Од Весна нема подобар пиар. Нема. На вистина. Колку и да ти беа несериозни прашања, да ги се обидам да бидам сериозен. Значи, секогаш кога ме прашуваат за Весна, викам, Србите имаат, како беше на српското, жена, мајка, кралица. Ова има уште 4-5 такви титули. Значи, треба да исимнувате капа сите вие што сте родители, што сте борци за човекови права, за права на децата, влюбеници во бабиот пишан збор, во педагогијата театарска, филмска, во било што, Весна Бејби секогаш е тука. Мислам, треба да се угледаат на неа луѓето. Што значи жена која ќе го претрпе сето тоа, ќе го издржи сето тоа, се уште да е позитивна на све. Новата тема ми е конкуренција. Значи, немаш конкуренција, реално. Сега, дали тоа што немаш конкуренција е момент дека стагнираш во одреден период или немањето конкуренција намерно некако ти дава сила дека мораш ти да бидеш предводник. Да ти кажам и најискрено, го Снеже, направиш. јас овој збор го немам во речникот, многу ретко го употребувам. Може би нешто кога правиме овој за некои спортски
настани големи од тие, јас следам фудбал, НБА, се ме конкуренција. Има како нема конкуренција, што зборува? Па имаме конкуренција. Како? Во театарот имаме конкуренција. Сега не можеме да се мериме ние што сме снимале црно-бели филмови со овие што кога се родил Инстаграм прво му дале. Значи не сме од исти ков, но има конкуренција посебно на музички план. Па ти гледаш, тоа е борба кој ќе свири оваа година на вака, кој ќе свири ова, кој има подобар менаџер да те вклопи во сето тоа. Ама нема никој автентичен? Во литературата конкуренција, ето тоа што го спомна ти преска. Кога 2 пати поред освојувам книжевна награда и не доаѓа ни еден писател да ми честита. Не присуствува на тоа, разбира. Татко ми Џамбас ги избриша броевите на сите пријатели писатели што беа. Он сметаше дека сите треба да се појават. Џамбас, гледаш, дошле 7-8 амбасадори ми дојдоа тогаш и Чичко Тодор Чаловски, тоа беше единствениот писател кој дојде. Не ме сметаат мене за писател, не ме сметаат никако они мене за писател и од тој инцидент под наводници јас почнав да ги делам луѓето на писатели и на автори. Тие се писатели, јас сум автор. А сега ќе ти кажам која е разликата. Писатели се луѓе на кои државата им ги печати книгите, кои никој не ги чита и купува. А автори сме ние што сами си ги пишуваме книги, сами си ги плаќаме книгите, сами си ги продаваме и сите сакаат да ги прочитат и да ги купат. Тоа се некои остатоци од минатиот систем, некои писатели кои цел живот го проведоа во кај Почо и Јоле долу во подрумот во клубот на писателите, државни писатели, тоа е вистинскиот збор. Они беа државни писатели. Кај работел никаде. Тоа само книги издавал. И евентуално за да не биде многу срамота, ќе го стават да биде наставник по македонски јазик во некој средно училиште, нешто да работи, разбира се. Те не глупаво да седиш кај Почо Јоле и државата ти дава пари да издадеш книги, а ти твоите книги полупиен ги пишеш некоја салфетка тука. Сега не зборувам ја за маговите, за Анте Поповски, за Петре Андреевски, Ганет Тодоровски, за таа зборувам за овие младиве сега, само ќе го видиш дека е талентиран, ќе напише 4 во избора и само ќе согори. И да му го снемува. Добро, а како се трае? Долго време, како се трае? Имаш ли ти рецепт за траење? Со искреност. Јас продавам книги од искреност. Јас ја наплатив мојата искреност. Како ти обяснам? Гол човек зборува за проблемот со коцкањето. Сите пари што ги загубив на коцкање ги вратив продавајќи книгата Гол човек. Колку е просто, дечки. Значи на крајот на криштата јас само сум избегал малку од колосекот и па сум си се вратил, разбира, да видам како е и на 6-ти колосек и па се враќам на 5-ти колосек. Значи, како да ти обяснам сега тоа? Добро, искрено, тоа е тоа. Или еве книгата за алкохоличарите, која ја сметам за најдобрата книга што јас воопшто сум ја напишал, бидејќи има во неа богатството е тоа што се приказките од бифетово драмски култното бифе и приказките за моите колеги актери кои никој не ги пишуваше, јас ги запишував токму на такви салфетчиња, на ливчиња, на парагончиња, на фискални сметки и сите тие се ставени во таа книга. Таа книга меѓу другото мене ми помогна да ја прочитам јас како Игор Џамбазов пред 6 години. Сватив колку добра книга сум напишал и тоа беше последното нешто после кое ја решив дека сега е вистинско време на вистина да се тргнам од алкохолот и еве сега Снеже на први, значи прославив 6 години без да се напијам капка алкохол. Да си жив и здрав. И да си дишаш длабоко. Си дишам длабоко и најсмешно е што ја ги враќам по дома сега, пошто сум единствениот трезен и така, тоа е најсмешно. Сега имавме и тема за самодоверба. Извини, за се во животот си има од до. Од сечката. И тоа смееш да го правиш од 15 до 25, тоа смееш. Од 20 до 30 ова смееш. Од 30 до 40, 45 некои работи не смееш веќе да ги правиш, нели? Опасни се по здравието твое, опасни се по твојата околина и опасни се за општеството. Оти сега да се разбереме, ако направи прекршок Миладин Трајковски од село Ношпал, тоа ќе го дознае локалната полиција евентуално. Но ако направам јас прекршок, не е едноставно, разбира. Луѓето те судат според лошите работи, а не според добрите работи. Јас зошто не комуницирам јас на мобилен телефон? Јас мобилниот телефон го користам јас за да се јавам, а не да, што кажу Срби, свака будала може да ме зове. Јас по пораките
Чувствувам како луѓето што биле упорни полека се откажуваат и веќе ги нема. И мојот телефонислучен комуницирам на Инстаграм со сите, на Инстаграм закажувам концерти, на Инстаграм закажувам интервјуа. Се Таму Инстаграм, тоа потврдувам. е еден посебен свет, ама за моето инфлуенсерство ќе ти треба 3 емисии да правим го. Така Јас ли, сум станат инфлуенсер? стручњак. Ама за тоа. не си оние- Лила, па ја. Да. Па празно, па вие таму. Добро. Ама не заработуваш од инфлуенсерства? Па, кога ќе дојде некое тешко време, сега ти кажам, толку сум си го развило тој профил. Знаеш како те замислувам? Све ми се органик моите. Ја немам искористено 5-10 долара од тие што ми ги даваат. Значи, немам искористено. Сакам да биде све чисто како што треба. И се уште уживам во тоа, разбираш? Имам понекогаш и премногу време на Инстаграм и ова. Најсмешно ми е што јас фактички и практично што викаше татко ми покоен, го правам се она што не смее да го прават инфлуенсерките. Значи ја уште сам Го зезнуваш алгоритамот. таков грд, таков ова со косата не го прави на ни свирам на укулелето, не, па ми напишало избричи се бе, говедо едно. Тако. Ти за инајат уште една објава. Сериозно се занимав, но сватив дека не ми е време сега да рекламирам автосервис Боби. Сега не ми личи. Автосервис Боби ома ќе плати. Кого што ќе кажам ја, ама не ми личи. Или некоја... Дури ми вика автосервис Боби. Објави го 3 дена после избриши го. Дури и тоа прибаѓа. Викам срце кој ќе немам леб да јадам, ќе ти се јадам тебе 100%. Да, не ми личи и не сакам да ја злоупотребам популарноста за да наплаќам на некои луѓе пари кои може лесно да ги дадат на друго место и да бидат соодветно изрекламирани. Сега да не заборавиме дека постојат жени во Македонија што сериозно се занимаваат со Сериозно, тоа. и си работат, Еми, и си живеат од тоа, Иако што нормално. тоа и стана лајфстайл, начин на живот, ја бескрајно ја почитувам. Не ја, Лила која направи фабрика од сето тоа. Исто така начин на живот. Сега и напишав пред некој време, по некој Дубај пак. Викам, прибери се дома, бе, девојка уште на месечината не беше. И таму ќе одам, вика, и таму. Значи, она, и таа ужива во сето тоа. Инфлуенсерството е убава работа, додека не почнуваат да го злоупотребуваат. Да. Добро. Ајде сега, кога зборувавме за тоа реклама, за ова, за она, имаше еден момент кај што ти се снимаше кај постерот на Ацо Пејовиќ и рече ја ќе пеам во Дојран кога ќе станам популарен, зашто нели он настапуваше таму. Сега, имам пак предизвик. Или. Што би одбрал попрва? За доброто на Македонија. Да бидеш предгрупа на Ацо Пејовиќ Добро. или да направиш дует со Аца Лукас? Па најпрво би копнал малце нивичката таа што ми е до овако, сакам да засадам компири, патлиџани, крастајци. Тоа ми се сега приоритетите. Не би бил предгрупа ни на Аца Пе. Ја ова сакам да го расчистам кај тебе. Ајде. Значи јас не мразам никаква музика. И греф е да мразам музика кога сум половина музичар. Го мразам начинот на кој лошата треш музика се презентира во Македонија. Значи, ако една национална телевизија на 2 август пушти концерт на Харис Џиновиќ, тогаш не е проблемот у телевизијата само, проблемот е у нас сите. Харис Џиновиќ да ме пее мене на 2 август. Сега не викам да го пуштат и Линден, да го гледаме по 100 пат, да ме игруе 5 питугули. Ама чекај бе ти, кај ти е Љубојна, кај ти е Синтезис, кај ти е Лепи Сол, кај ти е Владко Стефановски, кај ти се тие што се прикладни за такви моменти. Замисли, молим те, Лепа Брена ја пуштаат концерт на една пред некоја година, за 2 август, Лепа Брена. Концертот на Лепа Брена на една национална телевизија одеше од 20 часот на Илинден. Ти изнервира. Што те нервира тебе? Ја имам завршена глума, не си. Да дозирам. Добро е. Уште едно. Емоциите тука излегува на површина. Добро, чекај сега имам неколку сериозни кои што на крајот ќе ги завршиме. Аца Лукас, гледај сега ти. Ајде. Машка кафанска певалјка, рокер у душа, се уште е жив, снимија филм за него. Да. А за тебе нема филм? Што ќе стива за мене? Знаеш, Ама- напиша една будала на Фейсбук пред година дена. Кој беше актуелно за Тома Здравковиќ. Животот на Тома Здравковиќ Игор Џамбазов во 2 дена го има поминато. Кој ќе рикнам, све ќе снимат злато. Неќум, сакам сега. Дур си И- жив? Дур си жив, што сакаш сега? И јас сакам Например, прво да го гледаме на Аца Лукас филм, после ќе одлучам. за да видиш колку лошо глумат.
Добри се. Гледаш ли колку работа? Гледаш ли колку почит имаат они кон своите тоа. уметници? Само во последните 10 години они снимаа брилијантни играни филмови за познати срби. Спортисти, уметници, пеачи. Сега гледав серија за Јованка Броз. За една заборавена жена која е дел од нивната историја. Со таков пиетет снимена, документарно играна серија. Ја гледав некаде на некоја телевизија. Со такви глумци ангажирани. За помалку да се појават. За Јованка Броз снимија. А не снимиле се уште... Дедо ми Петре сам да не си ја снимеше комедијанти, серија за неговиот живот, животот на неговиот патувачки театар, мислиш дека ги сетеше некој? Еве ти да си снимиш сам за својот. Ма остави ме живот. мене, каде ти е филм за Илија Џувалековски? Илија Џувалековски. Ама мора некој да почне. Првиот образуван глумец во Македонија. Човек што ги кажал првите зборови на македонски во радио Москва 1945 година. И ти за тој човек не снимаш филм. Сега Бјелоглич снима филм за фантомот што 70 години ги вознемируваше луѓето во Београд. А ти не си снимил филм се уште за Илија Џувалековски. Добро, ајде да Све ти кажуваме тоа. Све ми кажеш, да, за Да, тебе, да. пошто рече дури си жив е најдобро луѓето да искажат и почит и да кажат се, затоа што откако ќе умреш, Тогаш што и има да смисла пишуваат. сето тоа. Тогаш има смисла. Ама А другото е лицемерие. Сега умре човекот и после месец дена поскупно му дадува награда. Епа. Кај бевте, тој човек живееше на 400 километри од тука, доаѓаше секоја година по 2-3 пати и молеше да работи со некого. Не, ужасно. Кратко на реклами, се враќаме повторно. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И се враќаме назад. Значи, обично кога има вакви празници, обично се поврзува со некакви обичаи, па и некакви суеверија. Сега, малку посериозно, па ќе те прашам, веруваш ли ти дека тебе ти се случила некоја карма или нешто такво, затоа што сите луѓе кои што ти биле блиски околу тебе, ги изгуби. Зборувам и за другарите, Зеко, Пиже, мајка ти, татко ти. Па е некаква карма, навистина. И тоа сум се запрашал многу пати, дури и почнав да пишувам за тоа. Знаеш, кога ќе загубиш многу блиски луѓе во краток, во кус временски период, си викаш да не е до мене, нели стануваш параноичен, нема што да е од тебе. Но некако многу ми се заломи, што вика северниве соседи, а ова со мачката на крај ми беше, како да ти објаснам, ја жалев повеќе од многу луѓе што си заминаа во последниве 2 години и се фатив себе си маж на 60 години како попладне во дневната соба, телевизорот случајно останал на некоја музичките телевизии Роксет, така, а ја гледам и плачам, Снеже. Ама плачење со ридање, машко плачење. На глас, да плачеш за суштество. И на крај анализирајќи сватив дека всушност тоа мене ми пукна филмот тогаш, балонот пукна тогаш, од кога ми се насобраа сите овие работи, па татко ми и Пиже, па знаеш ли што беше тоа за мене? Мислам, тоа треба стварно да го преживее човек. Другата година исписница од планинарското, па ми умре мачката. И тоа за дечко од 24 години, вака го јаде тоа, го мачка, он налепи, тераме понатаму, нели, но за мене ми се стопираше животот, Снеже. Сериозно, пред година дена ми се стопираше животот. И не дека ја паѓам во депресија, со депресијата сме се разминале пред 30 години и од тогаш не се дружиме. Туку преиспитувања од типот чекај, зошто јас сум барем човек што шири позитивна енергија, што се грижи за луѓето околу него. Јас и на Пиже и на татко ми им кажав, не го правите, не го прави ова, не го прави ова, не го прави ова. Татко ми си замина што не ме послуша, значи не можеш на 85 години да одиш на пазар кога е замрзнато, да ми купиш маџун, тегла, а веќе имам 16 твои тегли во шпајзот, кои не сум ги отворил. Джамбас, не ми треба маџун. Така. Така се и замина татко ми Джамбас. Падна ги скрши рацете, залегна и умре човекот. Пиже се спремаше за скјатос. Пиже да идат со неговиот најдобар пријател, да одат за скјатос. И услов од нас блиските беше да оди да се провери. И отиде да се провери.
и ми ги испрати резултатите на мејл. И сега јас не сум доктор, ама искуство со клиниката во која ме оперира, со болеста што имам, јас читам крвна слика како медицинска сестра. Ја видов и веднаш свати дека не е добро и веднаш му се јави. Ама ово воопшто не е добро. Да одиш сериозно, да испиташ што е. И он 2 дена пред оди на скијатос да и направи кејф на Маја, на сестра му, да оди да се провери. И од возбуда или од адреналинот, не знам што, на семафорите му се слошува, почнува да повраќа во колата, го носат и последен час почина пише. Неверојатно. Јас сум човек што не верува во Господ, но ја почитува традицијата, црквите, манастирите, ги знам подобро од било кое џаконче од Македонската православна црква. Нивните историјати кои ги јас сум помогнал на неколку места низ Македонија и не сум сакал воопшто да ме пишува. Мене ми било доволно еден безбожник да им помогне на луѓето во нешто што веруваат. Значи, се до моментот дека не почнеш да ме убедуваш дека ја морам да верувам во Господ. Оти јас не те убедувам ти да не веруваш во Господ. И квит сме. Јас верувам во судбина. Јас верувам во Господ, во мене. Тој што е Господ. Тоа е за мене Господ. И никош не ме излажал. Дури некојаш и ме оставил да патам, ме казнувал, све, ама тој си е мојот. Тој јас во него верувам, односно во себе, односно во моето јас. Добро. Игоре, кој те сака тебе најмногу на цел свет? Та сестра ми Тања, кој да ме сака друг. Една е таа сестра и за добро и за зло. И она па тешко го поднесела со татко ми, многу потешко од мене, затоа што е далеку, веројатно. Затоа што многу поретко го гледаше од мене и тоа. Она си е во Сан Франциско, си ја работата за која и избега од оваа земја уште пред 30 години. Заработува солидно, полна е со идеи, работи хуманитарни акции, не знам што све не работи. И баш пред да дојам тука ми напиша нешто ме праша во врска со љубовта. Никогаш не ме прашала сестра ми во врска со љубовта, дека би во врска со Илина ќе ме прашаше како е, што е, како се дојде. Но сега ми постави едно такво чудно прашање. Кога завршиме со разговорот, и викам, па кој да се секира за мене? Кој да се секира, ако не се секира сестра ми? Ја мислиш, не се секирам за неја, не размислувам дали е добра, дали е се во ред, таму тоа е капитализам, таму денес те има, утре те нема. Сеќам кога беше големата криза економска сега пред 10 години, кога беше дека сестра ми и нејзиниот партнер буквално можеа се да загубат. Се што градила со години, што создавала, можеше да го загуби. Дојте имаше можеби и среќа или премногу беше стабилна во тој момент, добро размислуваше и успеа да опстане таму. Сан Франциско, знаеш што е Сан Франциско. Ако не те бива, едноставно градот те изфрла како вишок вода од телото, што се изфрла, како токсин некој те изфрла. Многу сум среќен за неа зашто е на местото на кое што сакаше да биде, работи работата што сака, нон-стоп патува, почесто доаѓа. Сега нејзината работа е врзана и со Европа. Рим, Париз, предавања, презентација, ој кога веќе дојде во Рим на 2 сата од дома и тоа се почесто го прави. И пак пати уште еден момент кој што вика вака, многу сум среќен, истото го речи за Илина, многу сум среќен за неа затоа што е на местото на кое што сака да биде. Многу сум среќен за сестра ми затоа што е на местото на кое што сака да биде. А и за себе затоа што сум на местото кое што сакам да бидам. Тоа сакам да кажам. Да, ќе после емисија ќе ти го покажам погледот од терасата и ќе сватиш дека се ово што го зборувам. Па ќе сакаат многу луѓе да бидат таму и после кај ратот. Па влезете на Инстаграм, се има таму. Сега пак ќе те вратам јас на времево и на Божик и на Нова година, кога има желби, кога има сето тоа, нема да те прашам за желба која сакаш да ти се исполни, туку моето прашање ќе биде поинакво, односно која е таа желба која што си благодарен што не ти се исполнила? Види што е добро прашање. Па, да речеме, тоа со годините поминува, па сватиш дека си имал погрешна желба. Да, тоа е да станам политичар. Да, тоа беше, па тоа не беше ни глупост, тоа беше едноставно такво време. Знаеш, тоа 2002. Значи, војната завршена, конфликт, јас имав независна листа, јас сосема малку не влегов на парламентарни избори за 5-600 гласови. Затоа што никој не ни очекуваше дека може да дојам толку блиско. И
Долго време се каев за тоа. За обидот се каев. Но се сум среќен што не успеа и што сум имал таква една лоша идеја која за среќа не успеа, зашто денеска ако некој ме нервира, политичарите ме нервираат. Не заради тоа што се они необразовани и несоодветни, не, него затоа што се себични. Значи, на запад за да станеш градоначелник, на било кое место треба да депонираш пари за да видат дека ти си непоткуплив. Кај нас стануваат градоначелници за да направат пари. Значи, тоа како да ти обяснам, тоа Дејан Дуковски генијално го напиша. Она што во цел свет е систем, кај нас е инцидент. Она што кај нас е инцидент, во светот е систем. Тоа е. Добро, одлично. Добро е што не ти се остварила желбава. Многу добро. До сега кој знае што ќе беше. Немаше да правиме ваков Не, веројатно и да успеев тогаш не може да издржам јас многу. Ке сватев дека сум ја утнал работата на крајот на криштата. Ја имам навистина убави намери. Јас сакав да посветам повеќе внимание во проблемот на македонскиот јазик. Тоа беше тоа многу што актуелно кога двојазичто кога почна и тоа. И кога веќе мора да зборуваат албанците и турците и сите останати во Македонија и на македонски, сакав да им го подобрам левелот на познавањето на македонскиот јазик. Немав јас долни намери. Сега на почетокот јас која ја направив најавата, реков дека бренд е исполнување на одредени очекувања, односно ветувања кои што како лик си ги поставил. И веројатно сите ние очекуваме и ти благодарам на тоа, значи ги исполни моите очекувања, меѓутоа кои се твоите очекувања кои што ти си ги поставуваш пред себе, а треба да си ги исполниш? Па тоа да останам доследен на одлуките што сум ги донел у живот, што го подобруваат квалитетот на мојот живот. Значи знам дека никош нема да пробам алкохол, тешки дроги, знам дека нема да ме видите во касино. И јас сум направил доволно во животот. Ке остане таа болка што немам некој зад себе, што не сум оставил пород. И сега сум најсериозен и ова првпат ќе го кажам кај тебе. Имам еден млад доктор во Струмица, кај кого заради планинарското друштво правев спермограм, да видам дали можам да видам татко. И ми рече оди прави дете, ја мислев ни едно не мрда, сите ти мрдаат. Значи сериозен сум да замрзнам да замрзнам сперма, па може ќе се појави некоја будала да рече бе, ја од овој човек барем сакам. Тоа би било одлично, да се продолжи и лозата, да се продолжат гените. Само заради тоа. Тоа денес е изводливо и без секс и без... Тоа е. Едно игорче. Биде сега мало игорче. Нешто смешно, може ли да Ајде, веднаш кажи ми нешто смешно, да. Значи бевме од Дојран во Струмица, она да се провери до кај и мене да ме проверат до кај. Не ја проверуваат, ја му викам на докторот, сперма јас кај, што треба да направам? Он вика, не, немаме сега соодветни такви, оди си ти у Дојран, ние ќе испратиме екипа. Добро. И седиме не со неа, си доречкуваме, и ни стига порака, стига бела кола, струмишка регистрација, точно пред куќата, излегува од колата, млада докторка, по убавината се види дека е докторка, она облечена кежуел, мислам, во цивилка. Да, и ја покажа, поверете тука, кафенце, мафенце, седна силина, си правија муавет, и она вади од таквото, на бочица, ја дава, ја гледам. Добро, викам брзо ќе биде. И се тоа беше таква кукичка, они седат на терасата, две брати, едната води во спална, едната води во кујна. Немам соодветен простор да ја дадам спермава. Нешто не е како што треба, затоа што ги слушам, нив си прават муабет за колку било жешко и така натаму. И така лаптопчето го отворив, Pornhub. Имам јас само омилени 2-3 на Pornhub, тоа не иде, видиш. Не иде ни на омиленава. Не иде никако. Стискај, концентрирај се, така. Успеавме некако. Концентрација, добро. Шишенцето, кога го видов, така не бев задоволен количински како тоа изгледа. И се враќам на терасата и го дам на докторка да викам, видите, моја провери дали е добро. Да, ќе заврши. Работа, важно не да дав сперма, дојдоа по мојата сперма. Што можеш да признаеш дека е успех во животот. Што значи да си Игор Џамбазов? Така. Добро. Да, одлично, одлично. И на крајот да прашам дали ние ги исполнивме очекувањата, заради тоа што сепак ни ја довери твојата песна, нешто убаво, да ни биде насловна песна, значи дали ги исполнивме очекувањата и дали ги задоволивме критериумите во однос на тоа нели да ни биде
биде сепак песната да биде брендира нашата емисија. Без не се ни сомневав, да, искрено си правиме муавет сега. Ти го имаш тој њук за телевизија. Мислам, твојата појава, твојот однос, тоа е школа што веќе си ја научила како многу млада и успешно си го поминала тоа. Не се ни сомневав. Имам изгледано неколку, од кои тие 2-3 најскандалозни што беа, тоа по неколку пати се гледаше кога имавте гости од странство тука, кога се кажува големи мудрости и така се просветли тие 2-3 емисии. Така. Добро. Кога ќе биде пак да ми кажеш. Ке гостуваш сега со сите овие тројца плюс? Сега вака, сега сите официјално ве канам во Дојран на некаква вонредна емисија. Смислите ве нешто? Смислите. Добре, Вонредно вонредни издание на нешто конкретно во Дојран да ве носам на места што заслужува да бидат посетени, а никој никогаш не ги посети. Готово, доаѓаме со се песната. Со се песната ќе ја пееме и ќе одиме. Вамо е нешто убаво, ти благодарам најмногу. Ви благодарам на сите, вие сте супер екипа. Студиото е добро изгледа целиот овој амбиент. Ново, мирисано, ново, наубаво, позитивни сте. Што да ви кажам, Дедо Мразовски ви се така. Добра, чекај да ти дадам подароци. Да ми дадеш. Да ти дадам подароци, гледај. Многу бави научари од Барнер, да ги пробаш, значи за Што сонце зборуваш? се, не знаеш колку се добри. Што зборуваш? Да, Тоа веднаш ќе научари. го направам јас. Ма тоа да. После да ќе ги ве заборавам, пробаш. јас сум инфлуенсер, кај имам многу овакви научари јас да погледам. Да. Значи како сме ги одбрале? Здраво, браво, Снежи. Добри, Кај нели? беше, да. тука сум, еве, благодарам. добро, ето. Ево, ти Значи, подарок. исто од нашите драги пријатели Кенди, ќе ти доделиме, имаш тука и витамини и минерали. Добро. Имаш и нешто, значи, добро за стомак, значи пробиотик. Е, сега јас те прашав за безглутенот, затоа што јас така се хранам, дословно се безглутенски. си користам, Да си ги безглутенски, користиш. паста, шпагети, се. Ете така, за грлцето имаш исто тука. Добро, дај ми тоа за грцето веднаш. За грлцето веднаш, повели. Ето така. Чекај да видам уште што имам тука. Имам една чашка од нашите драги пријатели од Минт. Еве ваква иста да Да, те јас. потсеќа. Ти. Јас. Ова ќе го подариш нашите пријатели Земи пари МК. Значи ова можеш и да го подариш. Еве сме. Ето така Минт. и ова. А бе ти реков ќе заработиш чоколада. Лила! Не чоколада. Тоа ме утепа се. Добро е. Подароците ги поделив, а сега е време да им се заблагодарам на нашите драги пријатели. Им благодарам на Newborn Клиник, на Универзитетот Скопје, тука ни се и Халк банка, која што во секоја од емисиите доделува ваучер од 1000 денари за нашите драги гости. Кога технологијата и финансиите ќе се спојат во едно, тогаш излегува новиот бренд Земи пари. Земи пари е вистински избор за кредитирање на сите полнолетни граѓани во Македонија, кои сакаат за 5 минути да добијат од 6.000 до 160.000 денари и стабилен финансиски партнер. Тие веруваат во принципите на иновации и технолошки напредок. Со нивните напредни финансиски алатки и онлайн услуги ќе имате лесен и безбеден пристап до вашите финансии во секое време и од каде било, но од сега услугите на Земи пари, освен онлайн преку сајтот zemipari.mk, ќе бидат достапни во 15 премиум филијали ширум нашата држава. Нивните филијали во моментов можете да ги посетите во Скопје, во ГТЦ, Струмица, Тетово, Велес, Куманово, Штип, Радовиш и Неготино. Со нов бескаматен кредит и многу поволни услуги, брзо, транспарентно и сигурно. Нека Земи пари стане ваш стабилен финансиски партнер и ви обезбеди сигурност во секој чекор од вашиот финансиски пат. А ве поздравувам и вас и ве подсетувам, значи сите епизоди ги гледате и на Facebook, и на Instagram, и на YouTube, и на TikTok и се гледаме повторно во уште едно ново празнично издание на 14 јануари. Поздрав!